Проблемот со кучињата скитници низ градовите во Македонија ги мачи граѓаните веќе долго време, па тие се загрижени за нивната безбедност од гутниците, кои ги димнат секојдневно. Ревотот на граѓаните е очигледен, а нивната вознемиреност ја сведочеше и камерата на утренски печат. Улични кучиња има во Скопје? Многу. Ви пречат? Па ја немам многу контакт. Бидејќи немам контакт. Тоа. Што мислите, решението каде треба да се бара? Тоа властите знаат што знае. Каде? У стационари. Има, како нема, бе, сега... Јас сум од гости, верама исто. И овде, сега почна да владат, како мислиш. Се плашите? И јас се плашам, да кажам, пошто имав таков еден инцидент и сега се плашам. Што мислите проблемот кој треба да го реши? Кој треба, се знае надлежни кои сте, градската власт, пошто е државната власт. Нивна работа е тоа, не е наша. Улични кучиња има во Скопје? Еве ги се лајат, онде има може 20. Се плашите, имате страв? Ја не, ама. Ви пречат? Па преча да ти кажам, и туристи доаѓаат и што ќе кажат? Не за друго, треба да се Проблемот кој треба да го реши според вас? По моје мислам градот. Што Скопје не е... Одобрувате луѓево да пресудуваат да ги убиваат? А не, тоа не, ама има решение, може се најде, не е тоа кој знае која инвестиција. Многу ми пречат. Имате страв, се плашите? Имаме, да. Што Треба мислите? тоа да се среди побрзо. Што мислите, кој треба да го реши проблемот? Под градот е тоа, се знае. Се плашите ли од бездомните кучиња во градот? Не. Сметат ли бездомните кучиња? Да, како не, ове. Па види, да не се оние, тоа се љубимци, ко воли животина, си воли луѓе. Треба мало да се разумеме. Не само да воли луѓе да мрзи. Мора да воли и луѓима. А видиш како е лепо, фино, зна да у томе причаме. Кужиш? Значи не ви сметаат бездомници, А не се како би- плашите од нив? Не, како би спал, кога сам живеел у село. Јас сам селски човек, а живеемо са, тоа су будале луѓе. Граѓани не смеju да уништају народ. Драго ми е, након толку година живеем у Загребу и дошол сам. Кад сам видел да опес луѓи, тоа е лепо, дивота да се види са песама, да се чува. Тој е еден бранител. Тој нануши боле него ли човек. Са нима може боле лепо да живиш и да те чува поред кревет. Да он тој прави господарство телохранител. Па да ти кажем право, јас не се плашам од нив. Треба тие да се плашат од мене. Зашто ако се плашиш од него, он ќе те нападне. Не треба да се плашиш. Треба да му стоиш на место и он ќе бега. А иначе ова што е вака циркус со кучињата, срамота. Го одобрувате ова што вака шетаат низ градот? Па ја мислам дека нема човек кој што добрува тоа. Значи треба да се има некој безбедено место за нив, него вака да ги кастат луѓето. Тоа секако не се одобрува. А ви причили тоа што луѓето на секој може начин ги убиваат? Не, и тоа не е добро. И тоа не е добро. Значи треба тука некој да биде одговорен за тоа, за да не дојде до тој инцидент. Сепак сега некој куќи да касе некое дете, еве што направи и ова со протестот, нели за кучињата. Значи тоа не да се, ја не да не го поддржувам, тоа може да го поддржувам, меѓутоа ако од тие што протестира да касне некое дете од тие родители, па не знам он дали ќе излезел да протестира. Дали се плашите и дали ви сметаат бездомните кучиња? Не сметаат, како не сметаат. Не ми сметаат и на мене, зашто ми сметаат? А се плашите од нив? Не се плашам, жал ми е за нив, вака кога ги гледам. Треба да им се помогне. Треба да им се помогне, да. Што мислите, градот треба да се погрижи за да не бидат вака на улица? Па мислам дека треба. Искрено. И они се живи суштества, треба да имаат топол дом. Да, секогаш ми сметале. Се плашите, имате страв? Не многу, меѓутоа не е пријатно, не е убава работа. Не ми се допаѓа воопшто. Што мислите, кој треба да го реши проблемот? Тој што е надлежен за тоа, значи има луѓе што треба да поработат, мал се поиќе. А дали го одобрувате овој чин на убиство на кучиња? Не, во никој случај. Меѓутоа не треба вака слободно, комотно. Секој не е без страв, секој не е, па може би, не знаеш во моментот како ќе реагира. Тоа е тоа. Иначе убивање, такви работи нема потреба. Дали да се собере, дали да се нешто среди,
Има надлежни, нека помислат малце. Дали ви причат што шитат низ градот и дали се плашите? Во суштина ми пречат вака пуштени или по площадиве, по улиците, бидејќи знаат да бидат понекогаш и агресивни, кога се повеќе во глутница, ајде да кажам. Треба да го решат проблемот со нив. Не ме нападнале, меѓутоа тоа не значи нели дека не нападнале и други луѓе, сум била сведок на баш овдека на площадов дека нападнале. Граѓаните не чекаат долго, па спротивно од законот, со пушка во рака и расфрлани отрови на јавни површини го решаваат овој долготраен проблем. Последниот ваков случај беше во Струга, кога насилник со пушка уби десетици улични, но и малски кучиња и домашни милиници. Ваквиот немил настан го вклучи повторно алармот за решавање на овој проблем, кој се провликува со години. Многу крени гласот на активистите за заштита на животните, кои организираа протест пред владата. Со транспаренти, свирчење и црвена боја, како символ за сите невини убиени животни, активистите од Сдруженијата за заштита на животните упатија јасна порака до институциите, дека конечно треба да работат во интерес на заштита на животните, меѓутоа и на луѓето. Активистите го презентираа нивното досегашно делување, а воедно патија и конкретни барања до надлежните, кои ги повикаа виднаш да делуваат на терен. Тука сме да го изразиме нашето незадоволство од институциите, од кои со години наназад добиваме ветувања дека проблемот со кучињата по улиците ќе биде решен. Но секојдневно десетици немили настани не потсетуваат дека овој проблем не е никаков приоритет за државата, иако не засегнува сите нас. Имаме отрови по улиците и парковите, граѓани нападнати од кучиња, зверско изживување врз животни, како последниот настан во Струга, кога над 20 кучиња беа немилосрдено убиени со пушка на различни локации. Дали луѓето кои слободно се шетаа со оружје во рака размислија дека куршумите можеат да залетаат и во луѓе? Дали се чувствувате безбедни во општините каде што живеете, бидејќи ние не се чувствуваме безбедно повеќе? Гледаме дека дел од граѓаните одговорноста за сето ова ја припишуваат на невладините организации. Но ние не сме тие кои носиме и спроведуваме одлуки. Тука се институциите платени од наши пари, кои треба да си ја вршат својата работа. Кај нас таа институција се вика Агенција за храна и ветеринарство, која за жал со години не мрда со прст за оваа проблематика. Па можеби затоа и граѓаните револтот го насочуваат кон Сдруженијата, бидејќи гледаат дека само тие се активно вклучени во решавање на проблемот со бездомните животни во оваа држава. Граѓаните треба да разберат дека сите сме на иста страна, дека ние Сдруженијата и самостојните активисти секојдневно во своите работни часови се бориме да се намали бројката на бездомни животни на територијата на Република Северна Македонија. За една година вдомивме над 5000 кучиња во странски држави. Да не зборуваме за кучињата кои се вдомени во земјава и за кучиња стерилизирани и кастрирани и вратени на својата матична локација од страна на активистите и Сдруженијата. Не од државата, туку од Сдруженијата и активистите. Ние не сакаме да има напади на граѓани од страна на кучиња. Не сакаме ниту да има бездомни животни по улиците. Токму затоа бараме поддршка да се избориме сите заедно и да извршиме притисок врз институциите да започнат еднаш за секогаш да работат на овој проблем. Сите општини, сите градоначалници, сите пратеници се платени од нашиот данок. И време е да започнат со работа. Секоја една општина има буџет за решавање на проблемот со бездомните кучиња, а каде завршуваат тие пари, никој од нас не знае. За да не дојде до нови напади на граѓани од кучиња, убиства и расфрлани отрови, од кои може да настрадаат и луѓе, до надлежните институции ги поставуваме следните барања, за кои се надеваме дека ќе бидат разгледани заедно со нас. Обезбедување 250 бесплатни кастрации и стерилизации секој месец на територијата на целата држава со услов микрочипирање на милениците. Задолжително микрочипирање на секое куче со собственик. Глоба од 80 евра првиот пат и 180 евра доколку собственикот повторно не ја почитува наредбата. Зголемување на бројот на инспектори во АХВ или формирање посебно тело што ќе врши строги контроли за неодговорно собствеништво, испуштање миленици на улици, фрлање легла од мали кутриња и слично, и за нечипирани миленици.
зголемување на казните за неодговорно сопствеништво и нечипирани миленици, бидејќи моменталната глоба од 30, односно од 15 евра, само ги стимулира луѓето да ги напуштаат своите миленици, со што се зголемува и бројот на бездомни миленици. Забрана и казни за оплодување на домашни миленици, освен за легално регистрираните одгледуваченици. Ангажирање локални инспектори или формирање посебно тело, Animal Police, кој ќе врши надзор и пријавување на секое легло исфрлено на улица, бидејќи секојдневно се соочуваме со нови и нови кутриња, кои како партали се фрлаат пред контейнерите. Сите тие понатаму стануваат бездомни кучиња доколку не ги преземат здруженијата и љубителите. Проблемот се решава од две страни. Строго санкционирање на неодговорните собственици на миленици, од каде почнува проблемот и сериозен ангажман од надлежните за справување со постојните кучиња кои ги има по улиците, на хуман и цивилизиран начин, како што доликува на една држава која претендира да биде демократска. Според директорката на Лајка, Радмила Пишевска, главниот проблем е во неконтролираното размножување на кучињата, како и слабата активност на општините во однос на нивната стерилизација. Таа потенцираше дека во предстојната година Лајка има во план да стерилизира 2500 бездомни кучиња. Поддршка за протестот на активистите пристигна од премиерот Димитар Ковачевски, кој на брифинг со новинарите кажа дека веќе му дал насоки на министерот за земјоделство Љупчо Николовски да подготви нов закон за миленици, во кој ќе бидат опфатени долгогодишните барања на организациите за заштита на животните, кои според него се легитимни.